на Канал 8, добро дојдовте. Водостопанската подружница Брегалница планира од средината на идната недела да ја пушти водата за наводнување на полињата во Кочанско. Со тоа официјално ќе почне овогодишната сеидбена сезона на Оризот. Работни екипи од водостопанската подружница Брегалница ги привршуваат техничките подготовки за овогодишната сезона за наводнување на оризовите површини. Се очекува од 15 април водата да биде пуштена во нивите. Според планот, први за сеидба ќе бидат полињата во аторот на Кочани и Оризари, каде со зафаќање на Оризарска река ќе можат да се искористат проточните води, пошто ќе следи и активирање на каналската мрежа од хидросистемот. Според утврдениот план за наводнување, годинава треба да се засеат околу 3500 хектари со ориз, што е зголемување за околу 10% во споредба со лани. Близу 90% од површините се веќе подготвени и покрај неповолните временски услови во текот на оваа пролет. Поголеми проблеми со подготовките имаат оризопроизводителите во аторот на Чешиново, Спанчево, Соколарци и околните села, кои се соочуваат со висока влажност на почвата. Таму подготвеноста на површините е со многу низок процент. Дополнително, врнежите во последните неколку недели го попречија одводнувањето на нивите, поради што во нив се уште не може да влезе земјоделската механизација. Полнењето на браната Калиманци се одвива според очекувањата и со акумулираните околу 90 милиони кубни метри вода не би требало да има поголеми потешкоти во спроведувањето на планот за наводнување. Се очекува таа дополнително да се наполни со оглед на зголемениот доток, што би требало да потрае до крајот на овој месец. Од водостопанската подружница Брегалници информираа дека овогодишната сезона за наводнување може да почне навреме, а за точниот датум на пуштањето на водата официјално ќе бидат информирани земјоделците во почетокот на идната недела. Претходно, наводнителниот план беше испратен до сите местни заедници во регионот, а е истакнати на јавни места во селата, со што земјоделците можеа да направат увид кои површини се опфатени со ориз. Почна вакцинацијата на наставниците од основните училишта во општина Кочани. Пријавени за примање на вакцината се високи 80 или 90% од наставниците, велат директорите, кои се заблагодарија на наставниците за грижата за сопственото и здравието на учениците и своите блиски. Наставниците од основните училишта во општина Кочани масовно се одзваа на повикот за вакцинација против COVID-19, која се спроведува во вакциналниот пункт во спортскиот центар Борис Трајковски во Скопје. Директорите на кочанските основни училишта задоволни од одзивот на пријавени наставници велат дека има голема заинтересираност за примање на вакцината. Високи 90% се пријавени во основното училиште Малина Попиванова. Во останатите по 60, 70 и 80% од наставниот кадар ќе ја примаат вакцината следната недела. Оние кои не се пријавени за вакцинација досега, причина е поради тоа што го имаат прележано вирусот, па потребно е да поминат 6 месеци, па тогаш да се вакцинираат. Вработените нормално по организација на Министерството за образование беа повикани на една анкета да се изјаснат дали сакаат да се вакцинираат. Поголем дел од нашите вработени се изјаснија дека сакаат да се вакцинираат и целата таа процедура ќе отпочне со закажување на термините од страна на Министерство. Инаку моментално околу 60% од вработените се изјаснија да се вакцинираат, а останатите најверојатно своето мислење ќе го сменат во иднина и поголем дел од вработените ќе бидат извакцинирани. Моментално имаме вакцинирани 5 наставници кои предаваат во оделенска настава. Вакцинацијата ја направија со вакцината Спутник В и тоа го направија на 7 април во Скопје. Имаме еден колега исто така вакциниран во соседна Србија, значи вкупно 6 наши вработени во училиштето се вакцинирани. Имаме неколку колеги кои имат прележано COVID-19, кои имаат антитела и можеме да кажеме дека на тој начин во иднина нашето училиште ќе преземе мерки за заштита на своите вработени, односно преку вакцинација и за да можеме во иднина да бидеме спремни и да одржиме настава со физичко присуство. Директорите истакнаа дека со тоа што наставниците се одзваа во голем број, покажуваат грижа не само за своето здравје, туку и за здравјето на учениците и на нивните семејства. Директорите им се заблагодарија за одговорноста и за грижата за новите генерации.
Оваа фаза од вакцинацијата ги опфаќа наставниците од прво до трето оделение, кои веќе извесен период спроведуваат настава со физичко присуство и вршат воспитно-образовна дејност во исклучителни услови. А во наредниот период ќе бидат вакцинирани и наставниците што спроведуваат онлайн настава, како и техничкиот персонал на училиштата. Ромската етничка заедница бара мирно решавање и почитување на законските процедури за изградбата на објектите за семејствата од старата касарна во Кочани. На средба со градоначалникот Илиев, представници на партијата за демократски просперитет на ромите истакнаа дека е откажан планираниот протест против навредите и нападите кон нивните сограѓани. Ромите од Кочани го откажаа најавениот мирен протест поради попречувањето на почетокот на изградбата на стамбени објекти за семејствата од социјален ризик кои живеат во старата касарна. Представници на ромски невладени организации и на партијата за демократски просперитет на ромите имале средба со градоначалникот Николчо Илиев, на која е побарано да се почитуваат законските прописи и да има рамноправност во решавањето на проблемите на сите етнички заедници. При тоа ги отфрлија навредите и нападите од протестот што се одржа во четвртокот, а на кои жители од населбите Трајаново, Трло и Усова Чешма изразија незадоволство што во нивна близина ќе се градат планираните објекти. Испрати една доста лоша порака по однос на меѓунационалните односи. Мислам дека и транспарентот кој што беше истакнат е доста опасен. На овој начин ние сметаме дека се прави еден вид на разгорување на омраза. Тоа е типичен говор на омраза, раздор на меѓуетничките односи, а во исто време предизвикување на нетрпеливост. За денеска навистина беше договорено еден мировен процес да се излезе во центарот на Кочани, меѓутоа еве ние за да покажеме дека сме лојални на оваа држава, дека не сакаме да правиме никакви проблеми, дека не сакаме да паднеме на провокација на ваквите групи. Сметам дека ваквите настани понатаму не треба да се случуваат и протести во таа насока не треба да се одржуваат. Се работи за една организирана група на граѓани за која лично ние сметаме дека се води под плаштот на некоја политичка манипулација. Сигурно дека организацијата иде од некој центар на кого што не му одговара решавањето на стамбеното прашање на лицата кои што живеат во така наречената стара касарна. Се работи за еден проект кој што е повеќе деценески и за кого навистина ние вложивме големи напори исто да биде реализиран. Ахмедовски додаде дека ромската етничка заедница е загрижена што непотребно се создава недоверба и напнатост во јавноста. Поради тоа повика на мирно и разумно однесување и решавање на сите отворени прашања преку почитување на законските процедури. Жителите на населбата Усова Чешма реализираа еколошка акција, во која самоиницијативно засадија 300 садници багрем. Слична активност имаа и вработените во компанијата Amfenol Technology Македонија, кои во засебна акција пошумија голини со 1000 багремови стебла. Еколошка акција што треба да послужи како одличен пример за граѓанска иницијатива за сите граѓани на општина Кочани, реализираа жителите на населбата Усова Чешма. Само организирани засадија 300 млади садници багрем по должината на улицата Мишо Арсов. Таа неодамна беше асфалтирана и представува спој на Кочани преку местноста Пресечена скала со главниот пат кон селото Градче. Мотивирани од новата сообраќајница која им ја олеснува и скратува комуникацијата со руралниот предел, жителите од овој дел на Кочани го озеленија потегот и од двете страни на сообраќајницата. Од локалната самоуправа на Кочани го поздравуваат ваквиот гест, истакнувајќи дека со тоа граѓаните покажуваат дека се свесни од потребата за чиста и здрава животна средина. Истовремено, тие даваат придонес за разубавување на својата непосредна околина. Слична акција имаа и дел од вработените во компанијата Amfenol Technology Македонија. При тоа, административни службеници, менаџери, раководители на сектори и супервизори, заедно со генералниот директор Сашко Наков, ја реализираа првата етапа од годинешниот екоплан на компанијата, а за што поддршка добија и од јавното претпријатие Национални шуми. Според директорот Наков, компанијата поставува норми на однесување што би требало да ги следат и другите. Ова е со цел да се подобри квалитетот на животот на граѓаните од регионот, а пред се за идните генерации.
За неполни 2 часа засадени се 1000 багремови садници, пошто вработените се вратиле на работните места без поголемо влијание врз производствениот процес. Од Amphenol Technology Македонија порачуваат дека со слични активности ќе продолжат и во наредниот период. Заедно со оваа акција, во пролетните активности за озеленување на Кочани досега се засадени над 5000 садници на различни локации во градот. Исто така, пошумени си опожарените локалитети на Осоговските планини, како и во местноста Пресечена скала. Новите наставни содржини за прво оделение се речиси готови, пошто за наставниците ќе бидат реализирани обуки, кои ќе почнат од мај, информираат од Министерството за образование и наука. Она што ќе се промени е начинот на учење, ќе се инсистира на интеграција, а новина е што правачињата ќе бидат 5 часа на настава. Министерството за образование и наука излезе со информација дека новите наставни содржини за правооделенците, согласно новите реформи во основното образование, се пред крај и откако ќе бидат комплетно завршени програмите за прво оделение, ќе бидат подпишани од министерката Мила Царовска, а потоа ќе бидат објавени. Наставниците во меѓувреме ќе добијат обуки за тоа како ќе предаваат од септември. Начинот на реализација на обуките на наставниците ќе биде усогласен со мерките и препораките на здравствените власти, велат од Министерството за образование и наука. Токму овие обуки требаше да започнат уште во текот на овој месец, но поради рестриктивните мерки кои забрануваат одржување на семинари и обуки со физичко присуство, тие се одложени. Согласно планот за обука на наставниците во врска со примената на новите наставни програми за прво оделение, предвидено е истата да се спроведе преку 3 модули во месеците мај, јуни и август. Откако ќе бидат финализирани наставните програми, следува конкурс за избор на учебници кои ќе се пишуваат согласно новите програми. Во однос на предметите во прво оделение нема да има значителни разлики. Она што ќе се промени е начинот на учење. Ќе се инсистира на интеграција, а новина е што правачињата ќе бидат 5 часа на настава. Лицата со интелектуална попреченост да добијат приоритет при вакцинацијата, бараат од Центарот за поддршка на лица со интелектуална попреченост. Од Дневниот центар за лица со попреченост во Кочани велат дека работат согласно препораките од Министерството за труд и социјална политика и досега немаат допис да побараат од родителите на тие деца да се изјаснат околу вакцинацијата. Лицата со интелектуална попреченост да добијат приоритет во имунизацијата по претходно спроведена детална анализа на здравствената состојба. Бараат од Центарот за поддршка на лица со интелектуална попреченост по последниот смртен случај на 19-годишната девојка со Даунов синдром во Битола. Тие со допис до двете министерства за здравство и за труд и социјална политика и народниот правобранител побараа да преземат дополнителни итни мерки со кои ќе осигураат соодветна здравствена заштита во услови на пандемија со коронавирусот за оваа ранлива категорија на граѓани. Тие сметаат дека во овој период, кога е актуелна имунизацијата против COVID-19, потребно е вклучување на лицата со интелектуална попреченост како приоритетна група во масовната вакцинација на населението, на што задолжително треба да претходи детална анализа на здравствената состојба, а со тоа и избор на тип на вакцина. Воедно да се обезбеди придружник при хоспитализација на лице со интелектуална попреченост, без ограничување на возраста, со цел успешно да се оствари потребната здравствена заштита. Ова е особено важно поради ограничената можност и потешкоти во комуникацијата кај лица со потежок степен на интелектуална попреченост. Во Кочани Дневниот центар за лица со попреченост го посетуваат 7 корисници, лица со посебни потреби, кои известно време поради состојбата со COVID-19 не работеше. Сега работи и моментално го посетуваат 3 до 4 такви лица. Од Дневниот центар во Кочани велат дека во однос на вакцинирањето на тие лица со вакцината против COVID-19 ќе постапат согласно препораките од надлежното министерство. До сега нема стигнато барање или препорака од Министерството за труд и социјала да треба родителите на овие лица да се изјаснат околу вакцината. Ако е потребно и ако стигне таков допис од ресорното министерство, тогаш тие ќе побараат изјаснување од родителите во врска со вакцинирањето на своите деца со посебни потреби.
Поштувани, со прогнозата за времето ги извршуваме и овие вести на Канал 8. Ви посакуваме пријатен викенд. Довидување.